Хуманитарна акција организираа фолклорните друштва и жени од Кочани, Оризари и Горни Подлог за помош на Методи Митев. Штандови имаа поставено фолклорните ансамбли Кочани и Мугри, жените од Горни Подлог, жените кои што секоја година сукаат за славата на манастирот Добра вода во Оризари, литературниот клуб Копнеш, Балкан Лукс и ресторанот Пролет. Тие сукаа зелници, баници, боденици и други традиционални јадења и ги продаваа на штандови, а собраните средства се наменети за Методи Митев, кој боледува од хередитарна параплегија и има потреба од операција во кина, за која му се потребни 28.000 евра. На поканата за одзив на хуманитарната помош во градскиот парк во Кочани, ние жените од Горни Подлог се организиравме и еве што можевме, направивме за тој да застане на нозе и да трча по игралиштето. Сукавме зелник, правивме со спанеч питички, домашен леп месевме, имаме буковец, кифлички, благодарност до сите хумани луѓе на Кочани, што сакаат да му помогнат на метката, да му даде Господ здравје и нам кои донираме и на него повеќе, зашто на него највеќе е потребна помош. Во името на сите жени од манастирот Добра вода, му посакуваме на Методи да застане на нозе со помош, донација на зелници, колку што можевме. Им благодариме на сите граѓани кои можат да донираат, да си купат за помош на Методи да застане на нозе. Голема благодарност прво до жените што се приклучија кон хуманитарната акција за помош на мене, да можам да ги соберам парите што беа направени, дојдоа со направени производи од баници, банички, кифли, погачи, тоа и голема благодарност до граѓаните на град Кочани, што без нив секако не беа они, немаше да можем да го одржам овој хуманитарен настан. Митев и понатаму продолжува со хуманитарните акции. До собирање на целосната сума за операцијата му недостасуваат уште 8.000 евра.